во Македонија има реален човек Македон. Сеја јас ова што ги озборвам, уствари, многу ќе ме осудат и нападат. И на 3 километри северо-источно и на 5 километри западно од мене има олкава фабрика. Разбираш? Голема фабрика. Излева од фокус дури од човек, голема фабрика, олкава, нема во фокусот. Помина една година од која маслото, цената е зголеми за 50%. Да. Брашното, од друга страна, зголемено за 20%. Но една субстанца, која е доста популаризирана низ народот, која нашите баби и дедовци правеле најубави облеки од истата. Таа субстанца, наречена коноп, канабис, марихуана, или било како сакате наречете, не е проблем, како сакате, таа не се лути. Ја зголеми својата вредност за 1000 пати. 4-5 месеци си во битка, некој фиш, и ти се сварат некоја нервоза. Нервозата си носи од револт, револтот си носи од протести, и јас, брате, излегвам на протест. На протест. Вие сите сте пич. Никој не протестират за доброто на Македонија или доброто на нешто, или доброто на градот, или доброто на куров ми. Вие партиски пиунчи на шовите по протести и такви слични работи, ваша проблематика, вие не се борите за доброто на народот, туку се борите за доброто на вас, не. Од сега видео сериозно почва. Двајца наши најголеми напушенковци, тоест вака, не, тој разбираш, напушенковци или водачи и борачи за правава на канабисов и или конопов во Македонија, то се овие другари наши. Верували или не, тие двајца се скарани. Дали ти во таа држава и можеш да имаш доверба? Единствениот спас на лицата кои ја чуваат природата, да, лицата кои не прават никакви проблеми, лицата кои единствено го нашли мирот во таа. Јас сам за тоа зборам, разбирате, достоинството нивно, разбираш, немаш ти да третираш криминалец некој на мрав, кашо не згазна. На мрав, кашо не згазна. Мислам дека ако нашиот сегашен премиер, кој сварно, значи цреси неколку зелени, значи цреси се сварно, ама нема врска тоа. Секој си треси зелени, разбираш, нема проблем. И за мене некој ќе речи се овој треси зелени. Па нормално, тресам зелени, тоа е тоа. Ама ова е сега веќе ултимейт тресење зелени. Затоа го почнам видео со дали некој кажи вистина што се случува или не кажи. Ако не кажи да ви кажам јас, пример. Сега тоа што ми е друго муабето, ми е ова дека ако е тој пријател наш ЗЗ не спаси, значи немој нас Господа не спаси. Че тоа му е единствената картата за тој да има шанси да победи на следниви избори. Само кој пуши треба легално ми се чини дека цвеќе цветот, брате, во Охрид ке имат милијарда туристи да не правиме мојот. Не, и нешто е друго. Друго ке како ќе ги видиме ние како општество лицата кои се осудувани за тоа, разбирате како ќе ги гледаме ние, дали малце ќе ни проработи срамот за нив, бидејќи се откриваме дека работата вистина лечи, вистина дека помага во народот. И сега што правиме ние? Ќе ги осудиме тие лица или ќе му се извиниме јавно? Да не ви филозофирам многу, ова е ипак, значи, опасно видео, нелегално е за гледање, нелегално и не за слушање, камоли за зборвење, ама пак, од друга страна, мора да некој да каже што е вистина. Ту-ду-ду.